Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Добро утро, почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие ја слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание на Здравје, во понеделник, кога зборуваме за здравата храна и здравиот начин на живот, денеска поконкретно ќе зборуваме за органската наспроти конвенционално произведената храна, односно дали има разлика во човековото здравје. И овој понеделник со мене во студиото е мојот колега доктор Александар Митов, магистер по здравствена екологија и влијание на животната средина врз здравјето. Доктор Митов, добре дојдовте во Здравје. Добро утро. Во претходните емисии од оваа сезона на Здравје ги истакнавме предностите на растителната исхрана и беше дадена општа препорака за што повеќе растителни продукти во исхраната. Но што е со пестицидите? Дали на тој начин нема да го зголемиме и внесот на пестициди кога повеќе се храниме со растителна храна и колку се всушност тие штетни по нашето здравје? Што велат научните студии? Дали пестицидите се задржуваат во човековото тело и може ли да се измере количината на пестициди која сме ја внеле преку одредена храна? Тоа е почетокот на оваа дилема, на дилемата органска наспроти конвенционално произведена храна. Почетокот на дилемата е токму во тоа дали влегува, значи дали ја проаѓаат таа бариера која што ја има во цревата, дали влегуваат во крвотокот пестицидите и дали тоа е во доволно висока количина, во доволно висока концентрација во телесните течности за истото да може да биде евидентирано, значи да се измери. Од тука почнуваме, бидејќи се претпоставува, нели, дека така оди теоријата на утврдување на ризик кога се проучуваат овие работи, дека најнапред треба да се утврди присуство, па потоа врз основа на таа така наречена присутна доза да се бара дали има ефект и дали постои тој ефект на поврзување помеѓу дозата и несаканите резултати. Правени се вакви студии. Еве да тргнеме од кај деца, значи правени се вакви студии конкретно за една поголема група дечиња во Калифорнија. При тоа се земени дечиња на возраст од 3 до 11 годишна возраст, но такви кои што живеат во урбани средини, со цел да се избегне така нареченото случајно изложување на пестициди. Бидејќи нели ако живеат да речеме во рурални средини, можно е на земјоделски обработливи така можно површини, инцидентно да бидат изложени на пестициди. За да не биде така случајот, овие дечиња од 3 до 11 годишна возраст биле подложени на едно вакво испитување и да се утврди дали имаат пестициди во крвта. При тоа, во оваа година, 2 недели, значи во различни интервали, биле префрлени на така наречена органска храна, нели, на храна која што е произведена без пестициди и многу јасно се гледа од анализите, значи тоа е, ако го нацртаме, тоа оди многу јасно, нели, има, се утврдува дека има во крвта кога јадат така наречена обична храна и на вториот ден веќе откако ќе престанат да јадат вообичаена храна или ќе почнат органска храна да јадат, веднаш паѓа концентрацијата во крвта и практично има трагови, односно не може ни да се утврди концентрација. Така, во период сакам накратко да ве прекинам само да им објасниме на слушателите што всушност значи органска храна. Често слушаме во последно време органски домати, органско овошје и така натаму, меѓутоа што значи органска, што значи конвенционална храна? Да, органската храна е наједноставно да прикажеме, тоа е храна која што е произведена исклучиво со природни додатоци, значи нема пестициди, ги нема вообичените хемикали, ги нема вообичените ѓубрива кои што се додаваат. Сето тоа е тргнато, кое што постои во така нареченото интензивно одгледување на растенијата, значи интензивното земјоделство, каде што тие се разбира активно се користат.
Значи разликата е кај органската храна нема хемикали, не се употребувани хемикали во процесот на производство на храна. Така, како да знаат слушателите ЕВС на пазар во маркетите, може да прочитаме органска храна, како да бидат они сигурни дека се работи навистина за органски производи? Постои задолжително одбележување, значи збориме, како што рековте, за маркетите. За маркетите. Тоа е едно познато знакче, еден лист како направен од мали зелени звезди, меѓутоа јасно е дека е сертифицирано, дека постои сертификат, дека станува збор за органска храна. Тоа е единствениот сигурен начин. Следниот начин се разбира во разговор со производителот, ако зборуваме за пазар, и тука веќе можеме да користиме така наречени визуелни методи на препознавање, но се разбира ова не е стручно, ова не е научно, ова е како да од секојдневието. Така, повеќе лаички. Лаички, но ако еден домат изгледа или било кој друг производ изгледа извонредно убаво, без дамка на него, голем, значи ако е производот, без разлика дали е домат или било што друго, можеме да заклучиме дека најверојатно е произведен со интензивно користење на пестициди, бидејќи природните, бидејќи тие производи се и навидом и помали и на изглед, но и може да се приметат одредени дамки по нив, одредени значи на било кој начин се гледа дека е засегнато тоа растение од природните непријатели кои што тоа ги има. Така, навистина убава паралела, се надевам дека слушателите добија представа каква за разликата помеѓу органска и конвенционална храна. Да продолжиме со научните студии околу пестицидите и внесот на пестицидите преку конвенционалната храна. Има ли други студии? Споменавме за деца во Калифорнија. Така, ефектите ги значи прво потврдивме дека научни студии можат да проценат дали има или нема, и факт е, доколку се хранат дечињата со вообичаена храна, дека се анализира присуство. Интересна студија која што е правена во 2000-та година укажува на тоа дека посебно кај вегетаријанци е пронајдено дека кај мајки вегетаријанки е најдено дека е можно да има зголемено нарушување кај нивните деца, едно вродено нарушување на пенисот, така наречена хипоспадија. И сега тука најнапред бил донесен заклучок дека е можно да постојат одредени недостатоци кај исхраната на мајките вегетаријанки и дека заради тоа навидум да се развива хипоспадија, бил обвинет под наводници витаминот B12, меѓутоа потоа е најдено дека всушност не е до витаминот B12, дека не е недостаток кај нив, не е ни до фитоестрогените, бидејќи тоа било втората работна теорија, дека тие внесуваат, бидејќи користат повеќе соја, малку повеќе фитоестрогени и тоа да донесе до нарушување, но понатамошните истражувања всушност докажале дека станува збор за изложеност на винклозолин, односно дека тоа е еден препарат кој што се користи интензивно, во тој период се користело интензивно кога е правена студијата во Америка, и најдено е, бидејќи нели нормално со зголеменото употребување на овошје и зеленчук, малку поголема изложеност на пестициди и како резултат на тоа да има вакви случаеви на хипоспадија. При што правена е таа, на крајот направиле една компарација, ајде да останат сите мајки кои што ќе ги анализираме да бидат вегетаријанки, но едната група да бидат на органска храна, а другите на вообичаена. И тогаш уште повеќе се видела разликата дека всушност не е проблемот вегетаријанската исхрана, туку проблемот е присуството на овој препарат кој што го спомнав и кој што доведува до појава на хипоспадија. Така да тоа е вториот момент, дека можно е и да има ефекти, не само и присуство, кое што го одговоривме во првото прашање. Така е, кој е ставот официјален на медицината, значи дали повеќе да се преферира кон органска храна или конвенционална храна, за да се избегнат пестицидите и сите штетни материи? Значи, што вели медицината по однос на ова прашање? Интуитивно, кога ги слушаме сега овие студии, интуитивно би рекле, па зошто да се изложуваме дополнително на пестициди и зошто да си го зголемуваме ризикот од било какви проблеми. Меѓутоа, тоа е интуитивно, велиме, нели, треба науката да измери. Не треба да си предпоставуваме. И што е направено?
направена е таа една таква студија, една таква анализа, во која што теоретски е пресметено што ќе се случи со популацијата ако земаат само едно парче овошје или зеленчук плюс секојдневно. Кој ќе биде ефектот? Вклучително и со зголемениот внес на пестициди. Најдено е дека само едно парче повеќе овошје или зеленчук дневно, во Америка конкретно, ќе доведе до 20.000 помалку случаеви на рак, заради позитивните ефекти на овошјето и на зеленчукот, 20.000 помалку случаи на рак. За органски... Не, за било каква. Така, а 10 случаи рак повеќе заради пестицидите. Така. Значи 20.000 општо бројот на рак ќе падне само со едно парче овош или зеленчук во текот на денот. А зголемениот внес на пестициди за сметка на тие 20.000 пак ќе придонесе за 10 случаи повеќе. Така да мислам дека е многу јасно. Дискрепанцата е многу голема. Е огромна так. И од тука се препорачува тоа дополнително парче овош и зеленчук како и да е произведен. Так, доктор Митов, тука ќе направиме кратка пауза и ќе се вратиме повторно на оваа интересна тема со разговор во студиото. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание на Здравје со доктор Александар Митов, магистар по здравствена екологија и влијание на животната средина врз здравјето. Зборуваме за органска наспроти конвенционално произведена храна, односно храна збогатена со пестициди и други вештачки ѓубрива. Доктор Митов, можеме ли да направиме разлика и да одбереме кој овошје и зеленчук вообичаено е помалку загадено, односно да при неговото одгледување да не се користени пестициди и останати штетни хемиски соединенија? Самиот процес на производство, самата осетливост на растенијето придонесува за тоа кај едни растенија повеќе да се користат пестициди, а кај други помалку. Тоа е прв момент. И втор момент, одредени растенија повеќе абсорбираат, а други помалку. И од тука е направена поделба, да речеме, на така наречени нечисти, односно производи, растенија, овошје и зеленчук кои што повеќе задржува во себе пестициди и такви кои што не задржуваат. Така наречената група, која што ја нарекуваат Dirty Dozen, уште, тоа се кои што имаат најмногу се обременети со пестициди. Тука на прво место, на прво место за жал се јаболката, потоа нектарините, потоа јаготките, па грозието, спанаќот, краставиците и доматите. Поточно компирот, се извинувам. Значи, тоа се тие кои што имаат најчесто капацитет да привлечат кон себе повеќе пестициди и да ги задржат. И сега тука постојат еве научни студии, земани се повеќе примероци, да речеме, па кај сите јаболка, кај 99% од анализираните јаболка, конкретно за студијава за која што зборувам, кај 99% е најдено присуство барем на една резидуа од пестицид. А тоа важи за 99% од јаболката и за 97% од нектарините. Така да тоа се тие кои што најмногу во себе концентрираат. Наспроти нив, другата група се, така да речеме, почистите или понезагадените, односно такви кои што природно не задржуваат во себе. Органските. Да, тоа се иако конвенционално произведени, но сепак повеќе се однесуваат органски, да речеме, односно не абсорбираат. Тоа е на прво место авокадото, кое што се покажува како извонредно отпорно. Потоа зелката, кромит, аспарагус, потоа киви, кој што доста често го има кај нас и многу често ќе приметите и кај нас и производителите на киви многу лесно го сертифицираат како органско.
заради тоа што и самото абсорбира толку е отпорно пестициди. и нема потреба во самиот процес на производство. Значи нема потреба, отпорно е растението. Киви, кое што особено е важно во овој период, нели, ќе се сетите во една емисија и го спомнавме, колку честата употреба на киви придонесува за намалување на настинка, например. Така да тоа затоа токму е зимскиот период. Природата го дала во вистинско време. Во вистинско време овој продукт. И тоа се генерално тие кои што можеме да ги сметаме за почисти. И сега прашањето е дали можеме да бираме, најчесто кога можеме да бираме, советот мој би бил дефинитивно да се приклониме кон вторава група. Значи ние можеме витаминот С да го внесеме на повеќе начини. Но ако веќе имаме избор, најдобро е во зимскиот период да го внесуваме, да речеме, преку киви. Да, релативно голем дел од овие овошја ги има. Ги има кај нас, присутни се, да. И зелката конкретно, и кромидот, значи тоа се тие кои што... Така, ако не овие тропски овошја, барем овие домашниве. Карфиолот исто така е многу отпорен, не држи во себе пестициди. Така, но загрижува доктор Митов што вие споменавте во првата група, ја споменавте јаболката. Да. На врвот на листата која најмногу абсорбира пестициди. Дали тоа значи да не се консумира ова овошје или има некако друго одбранбено дејство при консумирањето на јаболкото? Две дилеми се кај јаболкото. Прво, дали воопшто да се консумира, земајќи го предвид овој ризик, значи дали воопшто да се консумира, и второ, доколку се консумира, што да се прави? Односно, дали само да се мие или и да се лупи. Така. И сега нема да предпоставуваме, бидејќи некој седнал и тоа го анализирал преку научни студии, значи останува фактот дека јаболкото е здраво и дека треба да се консумира. И во таа анализа која што ја спомнавме, макар и со присутни пестициди, сепак е здраво. Кога се мие детално, тогаш се очекува некаде 15 до 20% да паѓа концентрацијата на пестициди. Затоа треба многу добро да се мие. Во една прилика споменавте малку сјајче, една капка. Една капка, да, и не е проблем. За било кое овошје. Ако можеме и садовите да ги миеме со сјај, не е проблем една мала капка да ставиме и на овошјето за да ги извадиме пестицидите. Така да сјајот е помалку штетен отколку пестицидите кои што ќе ги отстраниме со него. И да не се лупи, дефинитивно, бидејќи најдено е дека многу важни материи се токму во обвивката, во луспите, и дека не треба да се лупи, и покрај ризикот од присутните пестициди, едно добро измиено јаболко сепак е здраво да се користи. Так, добар совет за крај. Ви благодарам уште еднаш за овие споделени информации и навистина корисни информации за здравието на нашите слушатели. Ке се видиме и слушнеме повторно во понеделник во Здравје. Ви благодарам уште еднаш за денешното гостување и за разговорот. Ви благодарам и вам. Почитувани, тука е крајот на денешното издание на емисијата Здравје во продукција на Трговско радиодифузно друштво, Радио Слободна Македонија, уредник и водител на емисијата Александар Динев. Техничка реализација Владимир Дамјановски, видеореализација Дине Вучков. Денеска сме понеделник, 18 јануари 2016 година. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви закажувам повторна средба со Здравје во петок во 9 часот и 5 минути. Од мене пријатно и убав работен ден. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија.